Поранешните вработени во Еврокомпозит повторно излегоа на протест блокирајќи го центарот на Прилеп. Обвинуваа дека вице-премиерот Анѓушев и покрај ветувањето дадено во Прилеп на 30 март, дека ќе се сретне повторно со нив да се договорат, не го исполнил ветеното. Обвинија дека владата 2 години ги лажела и манипулирала со нив. Тоа се гледало и на последната средба која ја имаа во зградата на општина Прилеп. Се пожалија и на тоа дека не добивале никаква помош и од градоначалникот. Ароганцијата на оваа влада се види на дело. Во очи не гледа, на состанокот и те лажа. Ни делува како еден раштиман оркестар. Вице-премиеро нуди од преминина 3 плати и 20% придонеси да ни плати до 24. Директорот вика за 10 дена јас ќе платам од преминина. И како раштиман оркестар ни делува. Лаги невидени се, значи ароганцијата нема крај. Не лажа невидено. Не знаеме што да правиме со овие луѓе. Овие не сака да решат проблемот. Воопшто не се заинтересирани за Еврокомпозит. Тие гледа нивни лични интереси. Еврокомпозит нема интересен за нив. Купување на време, вината е најдува ми кај градоначалникот, претходно дури штрекувавне, баравне пријем кај него, не ни удоволи. Ко се договоривме ние во петокот дека во понеделникот ќе одиме направи во Скопје, во понеделникот, во петокот поручекте, градоначалникот ги искрши телефонот кај иницијативниот одбор да ви обезбедам средба со вице-премиерот и со премиерот че иде во Прилеп. Ајде прифативте и со тоа. И тогаш купија време, не излагаја. На последната средба Анѓушев најави две решенија за оваа државна компанија. Едното било да се реализираат некои договори за кои што не кажа ништо подетално, со кои Еврокомпозит ќе се санирал во постојната состојба, а доколку не се реализирало тоа, да се оди со активен стечај и влезна инвеститор за кој што најави дека веќе бил најден. Но екс-вработените не ги прифатија понудените решенија, затоа што им било ветено од како ќе се продаде компанијата, да добијат целосна исплата на отпремнината, последните 3 заостанати плати, 50% од другите заостанати плати и само 20% од придонесите кои што не им се платени од 2012 година. Јавно да каже или има намера да го реша проблемот, или да не малтретира, да каже не можеме, не смееме, не знаеме, нешто нека каже, нека најде некој изговор. Веќе 2 години по улици сме, не сме ние деца. Гледате дека староснава граница над 60 години. Стварно ова е изживување врз. Таа е владата што треба да решава проблеми. Само добива и време сега, че дојде овај, че дојде онај. Крај нема веќе. Нека и се изјасна еднаш, било кој премиеро, кој сака нека види. Има намера или нема намера да го реша проблем. Еврокомпозитовци побараа заедничка средба со пратениците од Прилеп и од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ, кои заедно би лобирале за донесување на посебен закон за решавање на случајот со оваа државна компанија. Значи, апел до градоначалникот. Една средба со сите релевантни политички сили во градов, а тие се знаеме кои пратениците, и од позицијата и од опозицијата. Значи, и минатиот пат баравме таква средба, ни беше речено дека пратениците од опозицијата не можеле да дојде. Значи, јас мислам дека поголема тежина ќе биде, затоа што тие се избрани од нас сепак. Без разлика што се позиција или опозиција, една средба таква да ни закажа, и мислам дека би мрднале од мртва точка. Поранешните вработени во Еврокомпозит потенцираат дека деновиве планираат да заминат повторно на нови протести во Скопје.